Добар ден, почитувани советници. Врз основа на член 48 од Законот за локална самоуправа, член 23 од Статутот на Општина Богданци и член 41 од Деловникот на Советот на Општина Богданци, ја отварам 56-та седница на Советот на Општина Богданци. Констатирам дека на седницата се присутни 9 советници од вкупно 11 члена, колку што брои Советот. Според тоа, постои кворум за работа и одлучување на Советот. Со материјалите за седницата ви е доставен и записникот од 55-та седница на Советот. Отварам дискусија по записникот од 55-та седница. Дали има забелешки по истиот? Доколку нема забелешки, го ставам на усвојување. Кој е за? Со 9 гласа за е усвоен записникот од 55-та седница. За работа на оваа седница го предлагам следниот дневен ред. Прва точка, предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на јавните службеници, даватели на јавните услуги, помошно-технички персонал, како и директорот во детската градинка Коста Попристов Делчев од Богданци за 2021 година. Втора точка, извештај по програмата за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2020 година. Трета точка, извештај по програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2020 година. Четврта точка, извештај по програмата за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи за 2020 година. Петта точка, извештај по програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Богданци за 2020 година. Шеста точка, извештај по програмата за заштитата и благосостојба на животните, третман на бездомни куќиња, односно нерегистрирани и регистрирани куќиња затекнати на јавни површини без присуство на сопственик за 2020 година. Седма точка, предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти, катастарска парцела 9867. Осма точка, предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти, катастарска парцела 8644. Деветта точка, предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата, катастарска парцела број 8512/1. Десетта точка, предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата, катастарска парцела број 9531/1, катастарска парцела број 9534, катастарска парцела број 9532/2 и катастарска парцела број 9509. 11 точка, предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата, катастарска парцела број 3927. 12 точка, предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата, катастарска парцела број 8644. 13 точка, предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата, катастарска парцела број 9602. 14 точка, советнички прашања. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува, дневниот ред го ставам на усвојување. Кој е за?
Со 8 гласа за е усвоен дневниот ред за работа на 56-та седница на Советот на општина Богданци. Преминуваме на прва точка. Предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на јавните службеници, даватели на јавните услуги, помошно-технички персонал, како и директорот во јавната установа детска градинка Коста Попристов Делчев од Богданци за 2021 година. Повели Венерка. Од страна на детската градинка Коста Попристов Делчев, од страна на директорот е доставен предлог за утврдување на вредноста на бодот за платите на вработените во детската градинка и тоа јавните службеници, даватели на јавни услуги, помошно-технички персонал, како и директорот. Бодот ќе важи за 2021 година, а вредноста изнесува 81,60 денари, како и претходната година исто. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува, предлог одлуката ја ставам на усвојување. Кој е за? Со 9 гласа за е усвоена предлог одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници, даватели на јавните услуги, помошно-техничкиот персонал, како и директорот во детската градинка Коста Попристов Делчев од Богданци за 2021 година. Втора точка, извештај по програмата за улично осветлување на подрачјето на општина Богданци за 2020 година. Збор давам на представникот од општинската администрација. Повели ми. Како што знаете, секоја година правиме програми за наредната година. Во програмата за улично осветлување на подрачјето на општина Богданци за 2020 година потрошени средства за одржување, односно потрошени, се уште не се потрошени 460.200 денари, толку беше вредноста на тендерот. Тој тендер се уште трае. За поставување на нови линии, беа потрошени 624.574 денари по тендер за проширувањето што беше за 2020 година. Сега во оваа програма, ако се сеќавате, имаме таму уште две ставки, ама тие се едната за кредитот за улично осветлување што се плаќа и една ставка имаме за непланирани трошоци, таму во тој дел влегуваат евентуално ново бројло ако треба некаде да се постави, а инаку поголемиот дел од средствата се искористени за овие намени, за проширување на нови линии и за одржување на веќе постоечките. Тоа е во врска со оваа програма, ако има некој да праша нешто. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој се јавува за збор? Повели Ичков. Благодарам. Само една сугестија до представникот од општинската администрација кој е задолжен за овој извештај, затоа што во сите други извештаи си има колку средства биле предвидени, колку се потрошени, а тука нема ништо, само штуро, останато е само дека се потрошени толку непредвидени. Например, сега си кажа он, меѓутоа, нели? Да, ама не е напишено. Сега слушаме од 1 милион, па за разлика од истите извештаи, што потоа ќе следат, си има колку биле предвидени детално. Благодарам. Во ред, дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој не се јавува, извештајот по програмата за улично осветлување на подрачјето на општина Богданци за 2020 година го ставам на усвојување. Кој е за? Кој е против? Воздржани? Со 6 гласа за и 3 воздржани е усвоен извештајот по програмата за улично осветлување на подрачјето на општина Богданци. Трета точка, извештај по програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2020 година. Повели? Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, должни сме секоја година овие мерки да се спроведуваат
првично дезинфекција, дератизација и дезинсекција. Сега од 2020 и со новата ситуација, значи со коронавирусот, планирани средства беа за 2020 500.000 денари за дезинсекција, 350, односно од 500.000 денари вкупно, од нив 350.000 за дезинсекција, 100.000 за дератизација и 50.000 денари за дезинфекција. Сега прскањето против ларви од комарци и за возрастни комарци веќе втора година се распишува тендер на ниво на Југоисточен плански регион, значи за сите 10 општини. Претходните години беше тоа авионски прскањето за возрастни комарци, оваа година беше по земјен пат, исто и за ларви, значи 2 пати имаше прскање и 2 пати со земјано прскање за возрастни комарци и еднаш гратис од фирмата што го доби тендерот, барем така бевме известени. Значи дезинфекција на општински згради и дератизација 70.000 денари и потрошени средства за поради COVID-19, значи за заштитни маски, за средства за дезинфекција 40.000 денари. Тука, значи после тоа имаше нешто и донација и од приватни фирми за против COVID-19, значи за што се вршеше дезинфекција по улиците од Дирекција за заштита и спасување и од други субјекти кои што сакаа да помогнат. Значи тие не се влезени тука. Мислам, тоа беше донации. Тоа е во врска со оваа програма, доколку има некој да праша нешто. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Повели. Благодарам, само да го прашам представникот на општинската администрација, значи најверојатно се оди со тендер на ниво на Југоисточен плански регион за да се добие поевтина цена. Меѓутоа, дали чисто информативно може да знаеме во кое време беа извршени прскањата ланската година? Во кој термин? Благодарам. Сега во моментот на памет да не зборувам, имам точни дати со слики, ако може дополнително да ви бидат доставени. Мислам ги имаме и потврда и слика имам и од ларвицидното што беше, значи за прашување и за возрастните комарци, само сега точните дати не ги памтам, значи треба да видам во канцеларија. Значи не е проблем сликата од прскањето, значи не е проблем и гратис прскањето. Може да има и 10 гратис прскања, ако не се прска тогаш кога, значи се несат ларвите, кога го има својот развојен циклус инсектот, џабе е да се прска. Значи тоа ми беше поентата. Само ако може дополнително да бидеме известени во кое време. Затоа што може би да се достигне цена е едно, но ефектот, дали го има, дали го постигнува, си зависи точно, прецизно само од временскиот рок во таа година, нормално и од годината. Благодарам. Ви благодарам, тоа дополнително ќе биде доставено до сите советници. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој не се јавува, извештајот по програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2020 година го ставам на усвојување. Кој е за? Кој е против? Воздржани? Со 7 гласа за и 2 воздржани е усвоен извештајот по програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2020 година. Четврта точка е извештај по програмата за активностите на општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи за 2020 година. Повели? Благодарам. Значи во оваа програма од планирани средства за чистење на речни корита, милион денари, потрошени 943.000 денари 622, значи тоа за чистење на река Лудомара. Набавка на индустријска сол, планирани 60.000 денари, потрошени 34.220 денари. И во делот од природни непогоди и други несреќи, значи за ангажирани на лица, од планирани 246.000 денари, потрошени 20.224 денари. Тоа е за
исплата на лицата од јавното предпријатие јавна чистота, кои што беа ангажирани за гасење на пожарот на депонијата во Богданци и на депонијата во Стојаково. Толку, ако има некој да праша нешто. Дали некој се јавува за збор? Повели Ичков. Благодарам. Значи, извештајот си е краток, концизен, точен, така и треба да си биде. Меѓутоа ме интересира набавка вика на индустријска сол за одржување на патишта во зимски услови, планирани 60, потрошени 34 во тони. Колку? Значи, набавката на индустријска сол, поради тоа што немаме доволно простор за чување. Ако, например, нарачаме индустријска сол Рефус, кошта поевтино, ама мора да набавиме, значи, поголема количина, најмалку еден кипер. И проблем е за чување и ако, например, немаме некоја јака зима да се потроши и стои повеќе време, се згрутчува. И затоа последните неколку години, значи, индустријската сол ја набавуваме во вреки, пакувана по 50 кг и некаде малце поскапо не кошта, ама за тоа земаме, значи, по 4 тони за секоја година да земаме, мислам, помалку, за да имаме нон-стоп и да биде позаштитена. И има простор кај да ја складираме помалечка количина. Тоа е тоа. Значи, се работи тука за 4 тони сол. Значи, само тоа беше спорно, затоа што цената не одговара, не е малку поскапо, повеќе е поскапо, доста е поскапа. Меѓутоа, значи, ворете, нема кај да се чува и тоа е сосема прифатливо. Благодарам. И прошлата година беше истата дискусија во врска со солто за чување. Во ред, дали некој друг се јавува за збор? Доколку не се јавува, извештајот по програмата за активностите на општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето против пожарната заштита и справувањето со кризи за 2020 година ја ставам на усвојување. Кој е за? Кој е против? Воздржани? Значи, со 8 гласа за и 1 воздржан е усвоен извештајот. Петта точка, извештај по програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Богданци за 2020 година. Благодарам. Значи, од извештајот за годишната програма за јавна чистота за 2020 година, планирани по програмата 2 милиони денари, од нив потрошени 1.723.193 денари. Значи, тука во програмата се наведени ставките од извештаите што не ги доставува јавното предпријатие комунална чистота до општина, мислам, по фактури. Значи, за секоја ставка за 2020 година од 1 месец до 12 месец колку има пари потрошено од програмата за јавна чистота. Сега, мислам, ги гледате сумите, да не ги читам. За метење улици, одржување на паркови, косење на банкини, кастрење дрвореди, одржување на споменици, дезинфекција на улици, расчистување диви депонии, чистење на речни корита и чистење на атмосферски шахти. Тие се ставките, значи, од извештаите што се во прилог на фактурите од јавното предпријатие комунална чистота што ги доставува до општина, до нас. Благодарам. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Повели. Благодарам. За мене е од тука спорно, значи, само тоа метење на улици, затоа што тука не спаѓаат одржување паркови, да не ги редам, нели, одржување се останато. Тоа ќе му дојде негде скоро речи 900.000 денари на месец, некако ми изгледат многу пари за тоа што се метен, мислам. Во оваа ставка метење на улици се опфатени и Богданци, и Стојаково, и Ѓавото. И тие работници, значи, што вршат метење на улици. Добро, тоа веќе Значи, објаснам, благодарам. Ето, тоа е. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку нема никој, извештај по програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Богданци за 2020 година ја ставам на усвојување. Кој е за?
Значи со 9 гласа за е усвоен извештајот по програмата за одржување на јавна чистота. 6 точка извештај по програмата за заштита и благосостојба на животните, третман на бездомни куќиња, односно нерегистрирани и регистрирани куќиња затекнати на јавни површини без присуство на собственик за 2020 година. Повели? Благодарам. Значи, програмата за заштита и благосостојба на животните, односно најчесто бездомни куќиња, планирани средства за 2020 354.000 денари. Значи, од нив до сега реализирани 191.799 денари. Сега мислам дека на оваа сума не беше уште една фактура. Значи сега конкретно не ме фаќате за збор, затоа што веќе, значи овој тендер заврши, сега беше до февруари месец. Дали е пратена последната фактура од страна на Анривет фирмата што го доби тендерот, што има решение од Агенција за храна и ветеринарство за ловување. И заловени 43 куќиња со целосен третман, значи за 2020 година. Сега понатаму за оваа година 2021 се уште не знаеме, значи дали ќе има тендер или ќе се оди преку ова што е актуелното сега, преку Југоисточен плански регион. Тоа е, ако има некои прашања, овие. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Повеличко. Благодарам. Значи, повеќе констатација. Значи, убаво е да знаеме ние како совет какви одлуки имаме донесено. Ево, погледнете, значи 191.000 денари, нека се и 200, нека се и 250 со новата фактура, не знам, пример. Нека остане оваа цифра како подсетник, за да видиме и да ја споредиме со новата цифра, што ќе дојде, на веќе кажав, тоа е болно прашање, со новото јавно предпријатие во наводници. Значи, богданчани си поминуваат со 200 до 250.000 денари годишно. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој не се јавува, извештајот по програмата го ставам на усвојување. Кој е за? Со 9 гласа за е усвоен извештајот по програмата за заштита и благосостојба на животните, третман на бездомни куќиња, односно нерегистрирани и регистрирани куќиња затекнати на јавни површини без присуство на собственик за 2020 година. 7 точка, предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација заради усогласување на намените од Дуб Богданци со бесправно изградени објекти, катастарска парцела број 9867. Збор давам на представникот од Општинската администрација, Даринка Повели. Врз основа на членот 2 став 1 алинеја 5 од правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко-планска документација, потребно е да се донесе одлука за донесување на урбанистичко-планска документација заради осогласување на намените од деталниот урбанистички план на Богданци со бесправно изградени објекти за катастарска парцела број 9867. Ставот 2 од членот 13 од одредбите за спроведување на деталниот урбанистички план гласи: во една урбанистичка парцела може да има само една површина за градба, односно може да се гради само еден објект. Бидејќи на катастарска парцела број 9867 се изградени два објекти, од кои зграда 2 е предмет на легализација, катастарска парцела број 9867 потребно е да се усогласи со бесправниот изграден објект на истата. Се работи за објект кој има намана гаража, а земјиштето на оваа катастарска парцела е во собственост на Олумчев Лазар и согласно деталниот урбанистички план објектот не е навлезен во улица. Се наоѓа на улица Илинденска во Богданци. Ви благодарам. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува, предлог одлуката ја ставам на усвојување. Кој е за? Со 9 гласа за е усвоена предлог одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација заради усогласување на намените од Дуб Богданци со бесправно изградени
8 точка Предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација заради усогласување на намените од Дуб Богданци со бесправно изградени објекти, катастарска парцела број 8644. Повели Даринка. И оваа предлог одлука е слична како и претходната, значи се работи за објект на изграден на урбанистичка парцела на улица 26 април, број 103 се изградени два објекти, од кои зграда 1 на катастарска парцела број 8644 е предмет на легализација. Потребно е катастарска парцела број 8644 да се усогласи со бесправно изградениот објект на истата. Значи целиот објект е бесправен, има намана домување и земјиштето е во сопственост на Република Македонија и согласно важечкиот урбанистички план објектот не е навлезен во улица. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува, предлог одлуката ја ставам на освојување. Кој е за? Со 9 гласа за е освоена предлог одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација заради усогласување на намените од Дуб Богданци со бесправно изградени објекти, катастарска парцела број 8644. 9 точка Предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата катастарска парцела број 8512/1. Врз основа на член 2 став 2 од правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација, потребно е да се донесе одлука за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата. Се работи за објекти со намана Е18, подземен резервоар, зграда 4, 5, 6 и 7, изградени на катастарска парцела број 8512/7, катастарска општина Богданци, кои за да се легализираат потребно е да се вклопат во идната урбанистичко-планска документација. Земјиштето на оваа катастарска парцела е во сопственост на барателот. Се работи за подземни резервоари. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува, предлог одлуката ја ставам на усвојување. Кој е за? Со 9 гласа за е усвоена предлог одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата катастарска парцела број 8512/1. 10 точка Предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата катастарска парцела број 9531/1, катастарска парцела број 9534, катастарска парцела број 9532/2 и катастарска парцела број 9509. Значи, во овој случај потребно е да се донесе одлука за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата за катастарски парцели број 9532/7, 9534, 9532/2 и 9509. Ова од причини што оваа одлука потребно е да се донесе за да се легализира објектот со намана Г26, други објекти од лесна и незагадувачка индустрија, зграда 1, изградена на претходно наведените катастарски парцели. Двете катастарски парцели се сопственост на Република Македонија, двете се сопственост на барателот на предметот. Служат како магазини за складирање. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува, предлог одлуката ја ставам на усвојување. Кој е за? Со 9 гласа за е усвоена предлог одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата на катастарските парцели 9531/1, 9534, 9532/2 и 9509. 11 точка Предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата
катастарска парцела број 3927. За да се легализира објектот кој има намена Б54 манастир, значи зграда 3, изградена на катастарска парцела број 3927, катастарска општина Богданци во град, потребно е да се донесе оваа одлука со која ќе се вклопи објектот во идната урбанистичко-планска документација. Земјиштето е во сопственост на Република Македонија. Се работи за манастир. Дали некој се јавува за збор? Предлог одлуката ја ставам на усвојување. Се извинувам, повели Киро. Од црквата, да. Бидејќи не е надвор од плански опфат, потребно е да се донесе одлука со која во иднина ќе се вклопи во планската документација. Некој друг? Дали се јавува за збор? Значи нема друг барател за истиот објект. Доколку никој не се јавува за збор, предлог одлуката ја ставам на усвојување. Кој е за? Со 9 гласа за е усвоена предлог одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата катастарска парцела број 3927. 12 точка предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата катастарска парцела број 8644. За да се легализира објектот со намена помошен објект изграден на катастарска парцела број 8644, катастарска општина Богданци, потребно е да се донесе оваа одлука со која објектот ќе се вклопи во идната урбанистичко-планска документација. Објектот е изграден на земјиште сопственост на Република Македонија. Значи, од сликите не се гледа добро, во внатрешноста тука има врати и баш објектот е со таа намена. Да, значи едниот објект, како што може да видите од скиците, значи едниот објект е во граници на планскиот опфат, значи парцелата е поделена, а другиот дел од парцелата е надвор од плански опфат. Маријан Ѓоргиевски. Тука од скицата која што на нас ни е дадена нема ништо. Не се гледа ништо. Не знам зошто е тоа така. И нема скица уопште. Значи точно не може да се увиде. Не знам. Значи Да мене видите во претходната пак има иста парцела 8444, може е испуштена скицата да ви се сфотокопира. Значи истиот цртеж. 8644, да. Од другата страна. Значи овој објект зграда 2, помошниот објект е во урбанистички план, а зграда 1 на истата катастарска парцела е во урбанистички план. Значи тука е границата на планот, да. Предлог одлуката ја ставам на усвојување. Кој е за?
Со 9 гласа за е усвоена предлог одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата катастарска парцела број 8644. 13 точка предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата катастарска парцела 9602. Значи, во овој случај потребно е да се донесе одлука за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата за катастарска парцела број 9602. Ова од причини што на ова катастарска парцела има изградено бесправен објект со намена индивидуален стамбен објект со помошни простории и за да се легализира потребно е да се вклопи во идната урбанистичко-планска документација. Земјиштето е во сопственост на Република Македонија. Значи не било пристапно да се направат подобри фотографии, било тука заградено. Има помошни простории и соби за домување. Порано објектот служел како кафана на истиот сопственик. Дали некој се јавува за збор? Граматиков Митко. Објектот се наоѓа на влезе во Богданцот кај Драјко. Предлог одлуката ја ставам на усвојување. Кој е за? Со 9 гласа за е усвоена предлог одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата катастарска парцела број 9602. 14 точка советнички прашања. Доколку има, градоначалникот ќе одговори писмено до секое ваше прашање. Повелете. Повели. Благодарам. Значи имам прашање и за градоначалникот, но еве сега се испостави и за општинската администрација. Посебно до Венера ме интересира на писмено, затоа што имам две прашања, ама сега имам три. Значи на писмено да ми образложи на некој начин одлуката што ние ја донесовме, значи која што првично не ја усвоивме таа предлог одлука. Зборувам за јавното предпријатие, за формирање на јавно предпријатие од 10 општини. Потоа, колку што на нас ни беше објаснето, значи се иста точка, меѓутоа еве представникот на општината кажа дека е друга точка, се работи за друга одлука, тука тоа беше кажано пред сите. Па ме интересира како може 9 исти одлуки и една различна да прават еден комплет и да решат едно прашање. Како ќе се вклопи, моето прашање е како ќе се вклопи оваа различна одлука со тие 9 други, што се исти, ама не се како оваа. Затоа што такво објаснување добивме, од е различна. Значи тоа го барам на писмено. Благодарам. Друго, ме интересира докаде е спорот тука за детското игралиште, затоа што имавме ние на почетокот на нашите мандати, имахме тука едно образложување дека има некој извадено одобрение за градба, па беше фатено половина детско игралиште, па беше фатен половина паркинг, не знам дали се сеќавате на тие скиците, ги гледавме тука, па ме интересира на денешен ден, значи 26.2.21 година, кој е собственик на таа парцела? Кој што го опфаќа и половина детско игралиште. Значи таа е продадена 2004 година за 400.000 денари. Ме интересира што се случува, значи имало одобрение за градба, нема сега, собственоста, посебно собственоста на земјиштето. И трето прашање ми е, повеќе како, да кажем на некој начин, имаме сугестии од граѓани, како да кажем, на некој начин, еве, кај нас пријавуваат,
Секој има право по 2 А, прашања. добро. За наредни. Ајде за наредното. Благодарам. Дали некој друг има советнички прашања? Доколку нема повеќе прашања, ја затварам 56-та седница на Советот на општина Богданци. Ви благодарам.